Ова е снимка од спроведувањето на Драги Рашковски во Скопскиот кривичен суд. Доскорешниот секретар во премиерскиот кабинет и некогашен генерален секретар на владата е осомничен за злоупотреба на службената положба. Обвинителството за гонење организиран криминал издаде наредба за спроведување истрага за Рашковски за уште 3 лица за случајот за набавка на софтвер за сообраќајни прекршоци, платен од државни пари кои никој не го користи. Рашковски ја договорил набавката со приватна компанија, притоа самиот ги дефинирал техничките спецификации. Со дејствата што ги извршил првоосомничениот со неизвршување на своите службени должности при спроведување постапка за јавна набавка, спровел јавни набавки спротивно на начелото на економичност, ефикасност и ефективно користење на јавните средства, утврдени согласно прописите што ги уредуваат користењето на буџетски средства, и за трите економски оператори прибавил корист, право да учествуваат во постапките за јавни набавки и да склучат договор за истите, притоа се стекнат со противправна имотна корист на штета на буџетот во вкупен износ од 11.018.321 денар, велат од обвинителството. За опозицијата приведувањето на Рашковски не е изненадување. Уште пред 2-3 години ВМРО-ДПМН алармираше дека кај Рашковски има индиции за сторен криминал. Но бидејќи беше најдобар другар на Заев, за него законот не важеше. Дали сега ќе важи, ќе видиме од оваа постапка. Премиерот, во чиј кабинет Рашковски беше секретар се до понеделникот, вели дека ова е пример дека никој не е над законот. Прво, само уште еднаш се потврдува за сите наши граѓани и за институциите и за вас, новинарите, дека нема недопирливи пред законот. Некој што бил генерален секретар некаде до есента, сега е секретар во мојот кабинет до вторникот 12, мислам беше, за имплементација на програмата на владата согласно неговото искуство. Законот важи еднакво за сите. Институциите на истрагата си ја вршат својата работа. Нема недопирливи ни од власта, ни од опозицијата. Како што можам отворено да потврдам дека никој не е виновен додека не му се докаже вината. Пред неколку дена Рашковски поднесе оставка на секретарската позиција по серијата медиумски истражувања дека тој, како генерален секретар на владата, бил клучната фигура во купувањето софтвер за кој ниту една државна институција не побарала да се набави, од што и произлезе истрагата на обвинителството. Во меѓувреме се отвори и низа други прашања за неговата имотна состојба, плацови на кои почна да се гради луксузен објект, возење скапи возила кои не се пријавени во неговиот анкетен лист. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.